Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Државата нема било какви предизвици во синџирот на снабдување со нафта и нафтени деривати, вели премиерот Христијан Мицкоски. Тој утрово, одговарајќи на новинарски прашања, рече дека снабдувањето е редовно и доволно за да се задоволат не само домашните потреби, туку и напливот на странци кои поради ниските цени точат на бензинските пумпи во пограничните региони, поради што дневната потрошувачка е зголемена за дури 30%. Состојбата со нафтата и нафтените деривати, дизел горивата, безоловните бензини, керозинот и така натаму, се во исклучително добра состојба. Ние како држава во овој момент не гледаме во ланецот на снабдување било какви предизвици. Во постојана координација сме со снабдувачите и од тој аспект ние не гледаме опасност за нашите граѓани и за нашите бизниси. Има доволно количини и во државните резерви, но и во цевководот, кој што го поврзува Солунското пристаниште со рафинеријата Окта, кој што е веќе функционален и оперативен. Така што не само што имаме доволни количини за нашите граѓани и бизниси, зголемена е потрошувачката во одредени пикови од денови до 30%, поради тоа што голем дел од граѓаните на соседните земји доаѓаат кај нас и точат гориво. Притисокот е најголем на северната, јужната и западната граница. Зошто? Затоа што кај нас се убедливо најефтини и дизелот и безоловните горива. Поранешниот државен правобранител Фехми Стафа се спогодил со обвинителството и се договорил да одлежи затворска казна од 15 месеци. Информацијата утрово ја објави Кривичниот суд од Скопје. Информираме јавноста дека до Основниот кривичен суд во текот на вчерашниот ден е доставена предлог спогодба за понатамошно постапување. Судот ја разгледа предлог спогодбата и утврди дека се исполнети законските одредби од Законот за кривична постапка, па заради тоа ја верификуваше спогодбата. Имајќи предвид дека странките немаат право на жалба, одлуката станува правосилна веднаш и осудениот уште во текот на вчерашниот ден е спроведен во казнено-поправната установа затворот во Шуто. Оризари на издржување на казната, информираат од судот. Стафа беше приведен откако беше фатен како прима подкуп. Според пресудата направена по спогодбата, тој примил вкупен износ од 50.000 евра за посредување кај судијата Ѓоко Ристов како судија во апелациониот суд. Планот бил со подкуп кон судијата Ристов да влијае во предметот на својот клиент Љупчо Пецов Ѓаволот. Од обвинителството денеска информира и дека поднеле обвинение и против судијата Ѓоко Ристов откако во домот на неговите родители беа пронајдени на 300.000 евра задзидани во зид од куќа. Председателот на СДСМ Венко Филипче во име на партијата упати официјални писма до Европската Унија, Европската комисија, Европскиот парламент, известувачот за Македонија како и амбасадорите на земјите членки на Европската Унија за како што велат сериозното нарушување на демократскиот и уставниот поредок, поделбата на власти и владењето на правото во Македонија, се вели во соопштението кое што утрово го испрати од СДСМ. Подолг период сведочиме на системско поткопување на поделбата на власта, владењето на правото и основните принципи на уставноста, постои реална и основана загриженост дека извршната власт проведува координирана стратегија за навлегување во судската независност, што укажува на јасна и системска инсталација на авторитаризам, стои во писмата, пренесе Социјалдемократскиот сојуз. Председателот на СДСМ Филипче во писмата наведува дека власта ги претвора државните органи во инструмент на партиска пресметка и бара итна реакција од Европската Унија, оценувајќи дека ваквото однесување е неспојиво со европските вредности. Секој има право да се допишува, вели премиерот Мицкоски утрово на новинарско прашање за коментар по информациите дека Филипче се жалел во Брисел. Откако предвадена, Мицкоски рече дека има чувство дека поранешни премиери и функционери од владата на СДСМ ќе се соочат со одредени прогони, денеска додаде дека тоа чувство му се засилува. Па добро сега, секој има право да се допишува и да си праќа писмо. Но моите чувства се посилни.
Гувернерот на Народната банка Трајко Славески во рамки на пролетните средби на ММФ и Светската банка во Вашингтон оствари повеќе билатерални средби со високи представници на фондот, заедно со министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Како што соопшти Народната банка, на средбите било оценето дека домашната економија останува стабилна, но глобалните геополитички тензии создаваат неизвестност за растот. Славески истакнал дека Централната банка ќе продолжи со предпазлива монетарна политика насочена кон одржување на ценовната и финансиската стабилност. Министерката за финансии Кочовска пак на средбите со представниците на ММФ истакнала дека владата останува посветена на фискалната консолидација, добро управување со јавните финансии и одржување високо ниво на капитални расходи за поддршка на економскиот раст. Таа посочила дека буџетскиот дефицит е во надолна линија од 4,4% во 2024 на 4% минатата година, а годинава е проектиран на 3,5% од бруто домашниот производ. А во Вашингтон е и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој е на средби со високи представници на американските безбедносни институции во рамки на стратешкиот диалог Македонија-САД. Како што утрово информираше прес-службата на неговото министерство, тој остварил повеќе средби со високи представници на американските безбедносни институции и заменик помошникот државен секретар на Бирото за меѓународни наркотици. Во рамки на состаноците беше потврдено стратешкото партнерство помеѓу Соединетите Американски држави и Македонија, особено во делот на безбедноста, значењето на Македонија како држава која што е во срцето на Балканот од аспект на стабилност како за Балканот, така и за Европа, и разговаравме за повеќе теми кои што се од заеднички интерес, како што се борбата против организираниот криминал, борбата против трговија со дрогата, борбата против тероризмот и секако борбата против трговија со луѓе. Оваа посета и овие состаноци се од особено значење за Македонија и од особено значење кое што уште еднаш го потврдува стратешкото партнерство со нашите сојузници. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски од денеска до 19 април учествува на дипломатскиот форум во Анталија, каде утре ќе се обрати на панел посветен на мирот и соработката на Балканот. Во рамки на посетата ќе учествува и на состанокот на Балканската платформа за мир и ќе оствари повеќе билатерални средби. На форумот присуствува и претседателката Гордана Силјановска-Давкова, која денеска ќе се обрати на лидерски панел заедно со повеќе светски лидери, меѓу кои претседателот на Казахстан и премиерите на Пакистан, Катар и Грузија. Давкова во рамки на работната посета на Турција вчера во Истанбул оствари билатерална средба со турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган, на која што било констатирано дека македонско-турските односи се одликуваат со силно пријателство, доверба и континуирана меѓусебна поддршка. Едносменската настава е еден од приоритетите на Министерството за образование, па затоа се инвестираат средства во изградба на нови и проширување на постојните капацитети на училиштата. Премиерот Мицкоски и министерката за образование Јаневска денеска присуствуваа на поставување на камен темелник на доградбата на училиштето Страшо Пинџур во населбата Даме Груев. И опфаќа изградба на 6 нови училници на 2 нивоа на вкупна површина од околу 710 метри квадратни, проект кој што ќе овозможи едносменска настава во ова основно училиште. Ова се совпаѓа со нашата стратегија за едносменска настава во сите училишта во општината Ѓорче Петров. Денеска започнуваме во Страшо Пинџур со изградба, исто денеска правиме вовед во работа во основното училиште Јоаким Крчовски за нова доградба, а наредната недела вовед во работа ќе направиме и во основното училиште Димитар Попгагриевски во Беровски во Хром. Денес почнуваме уште една од 30 инвестиции вредни 16 милиони евра за подобрување на инфраструктурата за учениците и наставниците. Овој проект е проект за едносменска настава, што ќе донесе повеќе бенефити, од кои првиот е, што сите општо познат и сите го знаеме, дека наставниците и учениците подобро функционираат наутро. Второ, учениците ќе се задржат повеќе во училиштата, затоа што, како што знаете, нашите ученици имаат до 15 години 900 часа помалку од нивните врсници во Европската Унија.
Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека денеска од 15 часот и утре од 13:30 на меѓународниот аеродром Свети Апостол Павле во Охрид ќе се одржи симулациска вежба. Целта на вежбата е проверка на подготвеноста, координацијата и ефикасноста на надлежните институции во услови на кризни и вонредни ситуации. Од МВР информираат дека за време на вежбата ќе има зголемено присуство на полициски службеници и возила, а ќе се слушаат и звуци на користење на огнено оружје. Надлежните работат на депонијата во Новаци, која треба да биде регионална депонија и да ги реши проблемите со одлагањето на отпадот на општините од Пелагонискиот регион. Како напредуваат работите, на терен беше да провери министерот за животна средина, а таму беше и нашата дописничка Нина Ритоновска. Активностите за изградба на регионална депонија во Новаци течат според предвидениот рок. Министерот за животна средина Хоџа најави дека моментално се доделува опрема за управување со цврст отпад, наминета за општините од Пелагонискиот и југозападниот регион, а дополнително се работи на тендерските документации. Првата фаза на изградба на реализација на проектот за изградба на регионалните центри за собирање на отпад се реализира одлично и тоа е доделување на опрема и специјална опрема за општините кои гравитират во рамките на тие региони. Истовремено, паралелно работиме на подготовка на документација за објавување на набавката, значи на тендерот за избор на економскиот оператор кој ќе почне да изгради регионалната прво во Новаци и Русино и после третата која ќе биде во Вардарскиот регион. Кога ќе биде изградена депонијата зависи од документацијата која е во подготовка, истакна министерот Хоџа. Се зависи од документацијата која е во подготовка и повикот што ќе биде објавен. Изградбата на регионалната депонија во склад со европските еколошки стандарди ќе го реши деценискиот проблем со дивите депонии и ќе овозможи поголема заштита на животната средина. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Се селиме во Струмица за една убава верска традиција. Иконата на Богородица по 9 пат ќе биде изнесена на улиците во овој град во рамки на литијата која се одржува во деновите по Великден. Празнувањата почнуваат со богослужбата вечерва, а сите детали ги има нашиот струмички дописник Зоран Ѓорѓев. Иконата на Пресвета Богородица брзопослушничка по 9 пат ќе биде изнесена на улиците во Струмица. Струмичката епархија се подготвува за свечена литија со иконата која традиционално се одржува во деновите по Великден. Празнувањето започнува вечерва со свечена вечерна богослужба, а ќе продолжи утре со божествена литургија, пошто литијата со чудотворната икона од манастирот Свети 15 тивериополски свештеномаченици ќе се упати кон Струмичкиот плоштад, каде што ќе биде отслужен молебен. Сите заеднички се упатуваме кон црквата Светите Кирил Методи, а оттаму кон плоштадот Гоце Делчев, каде што има молебен на Мајката Божја. По завршување на молебенот, по булеварот се упатуваме кон црквата Свети Димитрий, каде што и се остава иконата на Пресвета Богородица брзопослушничка околу една недела. За сите луѓе кои што сакат, можат и тука да дојдат да се поклонат и да се помолат пред нејзината света икона. Од Струмичката епархија вела дека присуството на оваа икона представува голема радост и благодат за епархијата. Речиси цела деценија, иконата на Богородица брзопослушничка е место за утеха за илјадници верници од Македонија и поширокиот регион, кои во текот на целата година доаѓаат да се поклонат пред неа. Голема благодат и радост е да имаме ова икона во нашата света епархија, за струмичкиот народ, но не само за нас, туку и за сите луѓе од цела Македонија, па и пошироко од соседните држави, Бугарија, Грција, Србија, кои што доаѓаат река од народ да се поклонат, да се помолат и да поборат духовна подкрепа од Мајката Божја и мајчинска преградка. Иконата на Богородица брзопослушничка во Струмица беше донесена пред 9 години, во втората недела од Великиот пост, посветена на Свети Григорий Палама, заштитникот на Струмичката епархија, како подарок од братството на Светогорскиот манастир Дохер. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.